Поздрав до Токен Падок заедницата. Сакав да ви известам денес за што имавме работната група. Имаше голем интерес. Многу мина сакаат да учествуваат, се пријавија. Моментално имаме 17 луѓе во работни групи. Ќе бидеме поделени на две групи. Со групите ќе почнеме од утре, 2 мај, затоа што денес е 1 мај и повеќето сакаат да си се прошетат низ природа, на скара и така натака. И сето тоа е во ред. Така да на 2 почнуваме. Ќе биде интересно, ќе тргуваме, ќе учиме за децентрализирани финанси, ќе го правиме тоа во пракса и сите тие што ќе учествуваат во тие работни групи, тоа знаење ќе го добијат еднаш за секогаш во животот. Затоа што на крајот на денот џабе сте добри во нешто, џабе имате примање на пари, така наречено, кога не знаете да тргувате со криптовалути и не знаете ништо. Затоа што сакале или не сакале, прифатиле или не, криптовалутите ќе бидат секојдневна реалност во животот на секој еден поединец во цел свет. Затоа што блокчейнот тоа го прави. Токенизација на сите финансиски средства, а вклучувајќи и парите, односно ова ѓубре наречено фиат валути. Дури тоа ѓубре фиат валути ќе оди на блокчейн и ќе биде уште полошо од ова што го имаме. Но, како што реков, верувајте, тоа е најдоброто нешто што можете да го направите за вас во смисла на едукација, затоа што тоа е буквално еднаш за цел живот. Ако нешто можете да направите за себе, најдоброто нешто што човек може да го направи за себе во една ваква ситуација на голема инфлација и најверојатно уште една светска рецесија и најверојатно уште една светска депресија. Тоа е факт. Значи сите економски показатели, ако ги погледнеме во макроекономијата, сите тие индикатори покажуваат дека ова секако ќе се случи, дека е неизбежно. И веќе се случува. Јас уште ланската година предупредував многу пати дека светот ќе се соочи со голема инфлација. Можете да проверите интервјуто од 2021, на средината 2021. Кажав дека 2022 и 2023 ќе бидат тешки години. Еве, очигледно дека се тешки. Берзата повторно имаше уште една корекција во надолна линија и тоа нормално го рефлектира и криптомаркетот. Апсолутно, сите маркети. Но, едно треба сите да разбериме, дека криптото не е овде за неколку месеци или за неколку години. Овде е да остани за понатака, за долго време, за стотици години во иднината. Затоа што иднината е и ќе биде дигитализирана. Така да во едно такво дигитално општество, каде што оди цел свет, нормално е да користиме криптовалути. Не можеме со фиат валутите. Овој стар систем е од 17 век. Овој наследен систем. И овој наследен систем што прави? Ги прави богатите побогати, а обичните луѓе им одзема и најмалата можност да постигна нешто во животот и да можат, што викаме народски, да кренат глава. Ова, драги мои, го имате можност во криптовалути. Доколку се едуцирате, а едукацијата, верувајте, е бесплатна, читајте на Токен Падок, читајте на други вебсајтови, како што ги спомнувам многу пати, CoinGecko, CoinMarketCap, CryptoPanic, тоа е за вести, каде што можете да добивате вести, криптовести. Така да, има извори,
Само мора да ги пратите официјалните извори и да не бидите заблудени од некои твитерџи или некои себични луѓе како што е Елон Маск. Тие се милиардери што се многу себични и не име гајле за вас обичните. Едноставно вас ве употребуваат и ве злоупотребуваат за да си перат пари. Како тоа? Затоа што он ќе твитува за некое меме токенче што нема никаква вредност и нема никаква логика да го купувате, но меѓутоа сите го следат него и после лоши работи се дешаваат. И сето тоа се случува само ради една причина: недостаток на едукација. Ве молам до сите, уште еднаш, сите тие што досега немаат почнато со криптовалути, заинтересирајте се, почнете да учите. Прочитајте за биткоин, прочитајте за крипто, што е тоа, прочитајте за блокчейн. Обидете се да го разберете тоа. И тогаш ќе разберете за што се зборува. И тогаш, кога ќе го разберете нештото, можете да имате бенефит во вашиот живот. И уште едно за денес што сакав да кажам. Искрено да ви кажам, ово видео ми беше инцидентно, не планирав, но меѓутоа сакав да споделам овие работи со вас, со заедницата и со сите што гледаат. Значи, ве молам, едуцирајте се. И така ќе го добиете правиот одговор. Не мора да го слушате, да ме слушате мене или некој друг. Едноставно прочитајте. Прочитајте литература, правилна литература за овие работи, за оваа нова технологија и за овие нови финанси. И така ќе го добиете одговорот. Што е право, а што е криво, што е вредно, а што е невредно. Така да, тоа е најбитното нешто што треба да се разбере. А исто така сакам да спомнам за криптомаркетот. Ако сте вие прав инвеститор, ќе инвестирате во добри проекти што имаат реална квалитативна вредност, проекти што се издржани, што можат да одат понатака во иднината, што не се само за неколку месеци, како меме токенчина, што не вредат 5 пари. Значи, во таква ситуација, бидете трпеливи, направите ја вашата инвестиција. Инвестицијата, вложувањето, направите го кога маркетот е долу. Препоставувам дека многу знаат таа изреката од Ворен Бафет. Ворен Бафет што вика: бидете храбри кога сите се плашат. Многу едноставно. Сега си сите исплашени. FIE индекс вчера го гледав, беше 20. Тоа е значи само 20 поени над 0. Значи генерално маркетот, повеќето учесници во криптомаркетот, конкретно зборувам сега, се исплашени. И можно е, како што реков, ова да се продлабочи во една долга рецесија и депресија. Можно и тоа. Се е можно. Но едно е сигурно, дека вашето инвестирање во правилни проекти, верувајте, на полов рок ќе ви се исплати. Погледнете ја само кај биле криптовалутите ланската година и сега со крашот. Споредувајте. Сега паднати вредат многу повеќе него лани. Ако го имате овој мајндсет, тогаш верувајте дека ќе имате профит и ќе имате посигурна иднина него чување на безвредни фиат валути во банка. Тоа е еден многу стар систем и мене ми е жал за сите што чуваат, што штедат во банка. Мене ми е жал. Не значи дека мора да одите во криптовалути, апсолутно тоа не го викам. Можете вие да инвестирате во злато ако не сакате во криптовалути. Значи, навистина е фасцинантно, додека имате инфлација од 20% во развиени држави, а во неразвиени држави како Македонија инфлација од 50% и нагоре. Што е поентата во чување фиат валути? Значи тоа ви е исто како си ставил 1000 евра на штеден влог, со инфлација да речеме еве од 20%, тие ви вредат 800 евра. Многу едноставно е тоа, многу проста математика е. Фиат валутите се инфлациони. Нема никаква вредност, не се подкрепени на ништо. Лепдат во воздух. Фиат валутите се во интерес на централата, во интерес на банките,
Затоа што во оваа игра, во овај наследен финансиски систем, банките се тие што добиваат. А вие, односно ние, како обични луѓе, ние секој пат губиме. Но сега имаме алтернатива, а таа алтернатива е во крипто светот, начело со биткоин. Така да останете ми со здравје и останете суверени и децентрализирани. До следно видео, чао!